Svaka čast. Dobar mi doje. Денес имавме работна посета заедно со амбасадорот Жбогар, за да ја погледнеме презентацијата на тетра системот и да се запознаеме со развојот, односно имплементацијата на целиот овој проект. Министерството за внатрешни работи е вклучено од самиот почеток, од 2005 година, од подготовката на физибилити студија па до денеска. Се вложуваат многу средства, многу ресурси човечки, се со цел да се развие овој систем, кој што е одличен за комуникација и денес во Македонија, благодарение на поддршката на Европската унија, ние имаме еден современ дигитален комуникацијски радиосистем за полициските службеници, некаде околу 6000 корисници, околу 8000 обучени полицајци кои што може да го користат и ова е систем што треба да го користат и другите служби кои што се дел од јавната безбедност, а исто така и интервентните служби, брзата помош и противпожарните бригади. И во овој дел сакам да кажам дека развојот на овој проект со поддршка на Европската унија возможи да имаме исклучиво ваков дигитален радиокомуникацијски систем, исклучени се сите аналоги системи и овозможуваат брза комуникација, се со цел да имаме и подобра ефикасност. И навистина и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на Европската унија заради тоа што го овозможи Република Македонија да има еден од најсовремените системи. Добро, вие знаете дека после убиството се формираше веднаш штаб во секторот за внатрешни работи во Скопје, кој што работи континуирано од моментот до денеска. Сакам да ви информирам дека веќе имаме несоборливи докази, дека лицето ФС е стоител на убиството и поднесена кривична пријава, соодветна истапуваат веќе другите мерки кои што треба да бидат преземени во смисла на меѓународна потезница и така натаму за обезбедување на лицето и за целосно расчистување на овој случај. Дали знаете каде се наоѓа, дали имате индици? Имаме индици, работиме на тоа, меѓутоа тоа се индици кои што треба да ги реализираме и да го обезведиме лицето. На тоа сме насочени сега во моментот за сите нови информации во однос на овој случај ќе добивате во време. Дали има помагачи или останува едно лице? Значи, несоборливи докази имаме дека убиецот едно лице со иницијали ФС и за него ги правиме сите напори да го обезбедиме за да може да се заврши конкретно случај. Зашто не објавено фотерите? Затоа што вчера се обезбедени сите несоборливи докази, денеска се поднесува кривичната пријава и после поднесување на кривичната пријава судот распишува потерница, се доставува и се објавува до нас, треба да ќе го има денес. Докаде страната покажува ли поврзано со агенции за обезбедување? Повеќе детали не можем да соопштиме. Каде се министер новите позива што да набавите чешко донација? Тие очекуваме, значи, по случувањето на договорот има веројатно рок на испорака и ќе бидат испорачени во Министерството на внатрешни работи. Предложени се пазат тези системите од 2014 не ги стигни разговорите. Задните ги стигни и има ли кои одговорности за това? Па видите, тоа се покажа во делот на настаните од 27 април, дека еден дел од тетра системот кој што бил во штабот и така натаму не е функционирал во одреден момент. Ние преземавме мерки, имаме и дисциплинска мерка против одговорниот кој што требал да раководи, да се грижи за функционирањето на системот. Имавме и експертиза во на овој дел, предземени се сите можни мерки. Тетра системот функционира во моментот во Министерството за внатрешни работи. Денеска имаме целосна презентација во однос на тоа како треба да го развиваме понатаму, меѓутоа за конкретниот случај да имаме одговорност во однос на нефункционирање. Ако релативно случајот за пукањето Јас дадов информација и на брифингот и неколку пати во јавноста, значи не е пукано воопшто кон советникот на премиерот, тоа има пријавено и во близина на неговата куќа, на улица се најдени неколку чаури, а таа пријава не е од негова директно видување или слушање на настанот, туку по јавување кој што го направил неговиот татко. Така да
во однос на тој случај е расчистено дека не е поканен кон советникот на премиерот или кон неговиот дом. А што председници почнаа да истражуваат невладините организации, дали продолжи таа истрага, докаде и дали има некакви наоди? Да, тоа беше најавувано помпезно во јавноста дека невладините организации во соработка со УСАИД, со некои други организации имаат нелегални дејности во Република Македонија. Таа истрага е започната врз основа на барање од Државната комисија за спречување на корупција, која што информира дека тоа го прави врз основа на добиена анонимна пријава и врз основа на отворените извори на информации кои што ги имаме. Веднаш во оддел за организиран криминал, заедно со Управата за финансова полиција и Управата за јавни приходи е отворена истрага во овој дел. Вие знаете дека тоа се водеше веќе подолго време. Сакам да информирам дека таа истрага, после извршените анализи и консултации со Основното обвинителство за гонење на организиран и сериозен криминал, Министерството за внатрешни работи, односно Бирото за јавна безбедност, заедно со Управата за финансова полиција ги затворивме овие истраги, бидејќи навистина не постојат никакви докази кои што можат да ја потврдат основаноста на сомнението дека нешто е направено. Има поднесена една кривична пријава во СВР Струмица, која што се однесува на незначителна сума прикривање на персонален данок. Меѓутоа, никаква друга организирана нелегална дејност нема од невладините организации во Република Македонија и затоа е затворена оваа истрага. И слушано како најавивте дека ќе се истражуваат агенциите за безбедување, дали таа истрага почна? И јас најавив и веќе се започнати одредени надзори за работењето на агенциите за обезбедување. Направени се соодветни планови и сите агенции во Република Македонија ќе поддржат на надзор, заради тоа што прво тоа е работа на Министерството за внатрешни работи, второ заради тоа што сметаме дека над секоја агенција во Република Македонија мора да се изврши надзор дали ги исполнуваат законските обврски кои што се предвидени за да може да имаат агенции за обезбедување. И на крајот од пришната, ако сакаме да имаме и поголема стабилност и безбедност, тогаш мора да имаме и надзор врз овие приватни агенции за обезбедување кои што мора да ги зголемат стандардите, да ги исполнуваат законските услови и на тој начин да допринесат заеднички во зачувањето на стабилноста на државата. Како? Нов флукс на емигранти, ако имаме секоја. Мигрантската криза, таа не е нешто што е забрана во овој момент, таа може да добие на интензитет и понатаму, меѓутоа очекувањата се дека сега за сега немаме сериозни најави дека ќе се зголеми мигрантскиот бранд, иако знаете дека имаше најави на одредена група на мигранти кои што протестираа во Грција и кои што сакале да се отвори западно-балканската рута, меѓутоа во соработка и со грчката полиција, македонската полиција, полициите од регионот, ја следиме оваа ситуација и сме подготвени за евентуално зголемување на интензитетот на бегалци, меѓутоа сега за сега нема таква најава дека е можно да имаме зголемен бранд на мигранти која што ќе се движат по западно-балканската рута.